Ноберт, норвешкиот забогар. Квирл сепак излезе похрабар од што мислеа. Во неделите што следуваа стануваше се поблед и послаб, но се чинеше дека се уште не потлакна. Секој пат кога ќе поминаа низ ходникот на третиот кат, Рон, Хермиона и Хари ќе ги залепеа ушите на вратата за да проверат дали пувче се уште ржи внатре. Снејп шеташе наоколу, по обичај лошо расположен, што сигурно знаеше дека каменот и натаму беше безбеден. Секогаш кога ќе поминеше покрај Квирл, овие денови Хари му упатуваше еден вид охрабрувачка насмевка, а Рон почна да ги прекорува луѓето што му се смееа секогаш кога пелтечеше. Хермиона сепак имаше други грижи освен каменот на мудроста. Почна да составува распореди за повторување на материјалот и да ги означува сите белешки во различни бои. На Хари и Рон ова не би им пречело да не им додаваше да го прават истото. Хермиона имаше многу време до испитите. 10 недели, подвикна Хермиона. Тоа не е многу време. Тоа е како секунда за Николас Фламел. Но ние немаме 600 години, ја потсети Рон. А стварно не ми е јасно зошто повторуваш кога веќе знаеш се. Зошто повторувам? Да не си полудел? Јасно ти е дека треба да ги положиме испитиве за да одиме во втора година? Многу се важни. Треба да почнам да учам уште пред еден месец, не знам што ми стана. За жал наставниците како да размислуваа во ист правец како Хермиона. Им натрупуваа толку многу домашни работи што великденските празници не беа ни приближно толку забавни како божикните. Беше тешко да се опуштиш кога Хермиона е до тебе и ги рецитира 12 употреби на змејска крв или вежба движење со стапчето. Низ стенкање и прозевање Хари и Рон со неа го поминуваа најголемиот дел од слободното време во библиотеката, во обид да ја поминат сета дополнителна работа. Никогаш нема да го запомнам ова, избувна Рон едно попладно. Го фрли перото и се загледа копнежливо низ прозорецот од библиотеката. Тоа беше првиот вистински убав ден што го имаа со месеци. Небото беше чисто, сино како езеро, и во воздухот имаше чувство дека се ближи летото. Хари, кој го беше декимтус во илјадници магични тревки и габи, него крена погледот се додека не го слушна Рон како вели: "Хагрид, што правиш во библиотеката?" Хагрид се довлечка пред нив криејќи нешто зад грб. Изгледаше многу несоодветно во капотот од картошка кожа. "Само гледам," рече со пререден глас што веднаш ги заинтересира. "А вие каде?" Одеднаш стана подзрив. "Не го барате уште Николас Фламел, нели?" "Ах, веќе одамна дознавме за него," впечатливо рече Рон. "И знаеме што чува оној пес, тоа е каменот на му..." "Шш!" Хагрид бргу погледна околу да не види да не слушнал некој. "Што си се развикал, море? Всушност, сакаме да те прашаме неколку работи," рече Хари. "Околу тоа што го чува каменот освен пувче." "Шшт!" повтори Хагрид. "Слушајте, после да се нацртате кај мене дома, ама не ветувам дека ќе ви кажам нешто, да знаете. И не брборете многу за тоа. Учениците не треба да знаат, ќе мислат оти јас сум ви кажал." "Тогаш се гледаме после," рече Хари. Хагрид се одвлечка. "Што криеше зад грбот?" замислено рече Хермиона. "Мислиш дека има некаква врска со каменот?" "Ќе видам, ќе одам да видам во кој одел беше," рече Рон, кој му беше доволно од учење. Се врати по една минута со куп книги во рацете и ги тресна на масата. "Змејов," шепна тој. Хагрид разгледувал книги за змејови. "Види ги овие. Видови змејови од Велика Британија и Ирска. Од јајце до пекол. Водеж за чувар на змејови. Хагрид од секогаш сакал змеи. Ми кажа уште првиот пат кога го запознав," рече Хари. "Но тоа е против нашите закони," рече Рон. "Одгледувањето змејови е забрането со вештарска спогодба од 1709 година. Сите го знаат тоа. Тешко е да ги спречиме маголите да не забележат ако чуваме змејови во двор. Во секој случај не можеш да припитомуваш змејови, опасно е. Треба да му ги видиш изгорениците на Чарли од дивите змејови во Романија." "Но нема диви змејови во Британија," рече Хари. "Нормално дека има," рече Рон. "Обичните велшки зелени и хебридски црни, Министерството за магија постојано мора да ги крие. Нашите мораат да ма ги псуваат маголи што ги забележиле за да направиме да заборават." "Па што тогаш прави Хагрид?" рече Хермиона. Кога тропнаа на вратата од кукичката на ловочуварот, се изненадија кога видеа дека сите завеси беа навлечени. Хагрид викна: "Кој е?" Пред да ги пушти и потоа бргу ја затвори вратата зад нив.
Внатре беше задушувачки топло, иако беше многу топол ден. Во каминот пламтеше силен оган. Хагрид им направи чај и им понуди сендвичи со ласица, кој ги одбија. Значи, ќе прашувавте нешто? Да, рече Хари. Немаше поента да заобиколува. Се прашуваме дали би ни кажал што го чува каменот на мудроста освен пувче. Хагрид се намурти. Секако дека не можам да ви кажам, рече тој. Прво не знам ни јас, второ, и онака ви кажав премногу. А и да можам, не би ви кажал ништо повеќе. Си има причина оти тој камен е таму. За влакно ќе го краде од Гринготс, ама тоа веќе го дознавте, нели? А ки знае како знаете за пувче? Ама ајде, Хагрид, може би не сакаш да ни кажеш, но знаеш, ти знаеш се што се случува во училиштето, рече Хермиона со топол додворувачки глас. На Хагрид брадата му мрдна и можеа да му ја видат насмевката. Ние само се прашуваме кој ги направил магиите што го чуваат каменот, продолжи Хермиона. Се прашуваме кому Дамблдор верувал доволно за да му помогне освен на тебе. На Хагрид му се надуваа градите од овие последни зборови. Хари и Рон гледаа озарено во Хермиона. Па не гледам штета да ви го кажам бар тоа, да видиме. Го зајми пувче од мене. Па некој од учителите фрлија магии, професорката Спраут, професорот Флитвик, професорката Макгоналд ги броеше на прсти, професорот Квирл, па и Дамблдор фрли некоја магија. Чекај, ки изумев, и професорот Снейп. Снейп? Да, и не се мафтете уште со тоа, така? Снейп помогна да се заштити каменот, да знаете, а не да го укради. Хари знаеше дека Рон и Хермиона го мислеа истото што и тој. Ако Снейп учествува во заштитата на каменот, сигурно му било лесно да ги дознае магиите на другите наставници. Веројатно знаеше се, освен се чинеше магијата на Квирл и како да го помине пувче. Ти си единствениот што знае како да се помине пувче, нели, Хагрид? Загрижено рече Хари. И не би му кажал никому, нели? Дури ни некому од наставниците. Никој жив не знае за тоа освен јас и Дамблдор, гордо рече Хагрид. Па тоа е нешто, промрмори Хермиона кон другите. Хагрид, може ли да отвориме прозорец? Вријам. Не може, Хари, извини, рече Хагрид. Хари забележа дека погледна во огнот, погледна и Хари. Хагрид, што е она? Но тој веќе знаеше што е. Во самото срце на огнот под лонецот имаше големо црно јајце. Ах, рече Хагрид и нервозно си играше со брадата. Тоа е, Каде го зеде Хагрид? Праша Рон и се наведна на огнот за да го погледне јајцето од близко. Сигурно те чинело богатство. Го освоив, рече Хари. Сношти, бе во селото да фрлам некоја чашки и се заиграв карти со еден туѓинец, да ти кажам право, мислам дека баш му олесно што се ослободи од него. Но што ќе правиш со него кога ќе се испили, рече Хермиона. Па читав малку, рече Хагрид и извади голема книга од перницата. Го извадив ово од библиотеката, одгледување змеови за задоволство и профит. Малку е застарена, ама внатре се си пишува. Го чуваш јајцето во огин, оти сваќате мајките дишат врзнев и кога се испилуваат, па го раниш со кофа бренди змешана со пилешка крв, секој половина час. А јас овде, оти видов како да разпознавам различни јајца, јас овде имам норвешки рогопаш. А тие се многу ретки. Хагрид беше многу задоволен со себе, но Хермиона не беше. Хагрид живееш во дрвена куќа, рече таа. Но Хагрид не слушаше. Весело подпезнуваше додека го разгоруваше огнот. Така сега имаа нова грижа. Што ќе се случи со Хагрид ако некој дознае дека крие недозволен змеј во куќичката? Се прашувам како е да се живее мирен живот, воздивна Рон, зашто 2 вечери поред се мачеа со сета дополнителна домашна работа што ја добиваа. Хермиона сега почна да прави распореди за повторување и за Хари и за Рон. Ова ги излудуваше. Тогаш, за време на еден појадок, Хедвиг му донесе на Хари нова порака од Хагрид. Пишуваше само 2 збора. Се испилува. Рон сакаше да го скокне часот по хербологија и да оди право во колибата. Хермиона не сакаше ни да чуе. Хермиона, колку пати во животот ќе видиме како се испилува змеј? Имаме часови, ќе си направиме проблем, а тоа е нешто во споредба со она што ќе го снајде Хагрид кога некој ќе дознае што прави. Молчи, прошепоти Хари. Малфој беше на само неколку метри зад нив и застана вместо да чуе. Колку слушнал, на Хари воопшто не му се допаѓаше изразот на Малфој. Рон и Хермиона се расправаа целиот пат до хербологија и на крајот Хермиона се согласи да одрча до Хагрид со другите 20 за време на утринската пауза. Кога звончето се огласи од замокот на крајот од часот, тројцата истиот миг ги фрлија лопатките и побрзаа низ дворот на керавот од шумата.
Хагрид ги поздрави со вцрвенет и возбудлив изглед. Само што не излегол, ги воведат натре. Јајцето стоеше на масата. Имаше длабоки вдлабнатини, нешто мрдаше внатре. Од него се слушаше необично тропкање. Сите ги доближија столовите до масата и гледаа без да дишат. Одеднаш се слушна гребење и јајцето се расцепи. Бебето змеј падна врз масата. Не беше баш убаво. Хари мислеше дека изгледа како стуткан црн чадор. Ковчестите крилја беа огромни во споредба со слабичкото црно тело и имаше долга муцка со широки носници, куси рокчиња и ококорани портокалови очи. Кивна. Неколку искри му изгледаа од муцката. Зар не е прекрасен? Промрмори Хагрид. Испруши рака за да го поглади змејот по глава. Овој му се нафрли со прстите и покажа шилести заби. Сонце мало, види го, си е познава мамичка, рече Хагрид. Хагрид, рече Хермиона. Всушност колку брзо растат норвешките рогопаши? Хагрид тргна да одговори кога лицето одеднаш му изгуби боја. Скокна на нозе и се стрча кон прозорецот. Што е проблемот? Некој дзиркаше меѓу завесите, некое дете, трча назад на училиштето. Хари јурна кон вратата и погледна надвор. Не можеше да утне ни оддалечина. Малфој го виде змеот. Нешто во насмевката што демнееше од лицето на Малфој идната недела ги направи Хари, Рон и Хермиона многу нервозни. Најголемиот дел од слободното време го поминуваа во затемнетата колиба на Хагрид, обидувајќи се да го вразумат. Едноставно пушти го обидуваше Хари. Ослободи го. Не можам, рече Хагрид. Премал е, ќе умре. Погледнаа во змеот, пораснал 3 пати во должина за само една недела. Постојано му излегуваше чатот на сниците. Хагрид не си ги врваше ловочуварските должности само зашто смеот му одземаше многу време. Имаше празни шишиња од бренди и пилешки пердови по целиот под. Ќе го викнем Норбет, рече Хагрид, гледајќи во змеот со влажни очи. А веќе ме знае, гледајте. Норбет, Норбет, кај е мамичка? Се мрднал, му промрмори Рон на Хари во увод. Хагрид, рече Хари гласно, дај му 2 недели и Норбет ќе биде долку ко твојата куќа. Малфој би можел да оди ке Дамблдор секој момент. Хагрид ја гризна устната. Знам дека не можам да го чувам за секогаш, ама не можам туку така да го оставам. Хари, одеднаш се сврте кон Рон. Чарли, рече тој. И ти се мрнуваш, рече Рон. Јас сум Рон, се сеќаваш? Не Чарли, брат ти Чарли во Романија. Проучува змеови. Можеме да му го пратиме Норбет. Чарли може да се грижи за него и потоа да го врати во дивината. Одлично, рече Рон. Што мислиш, Хагрид? И на крајот Хагрид се согласи дека може да му пратат буф на Чарли за да го прашаат. Следната недела минуваше бавно. Во среда навечер Хермиона и Хари седаа сами во заедничката просторија, долго откако сите други си легнаа. Часовникот на дзидот само што отчука, полнек кога дупката од портретот нагло се отвори. Рон се појави од никаде кога ја слечена метката за невидливост на Хари. Беше во кукичката на Хагрид, му помагаше да го нахрани Норбет, кој сега јадеше мртви стаорци покрај огништето. Ме касна, рече тој и ми ја покажа раката, замотана со крваво шамиче. Нема да можам да држам перо една недела. Ви кажувам, тој змеј е најужасното животно што сум го сретнал. Но според тоа како зборува Хагрид за него, ми помислиле дека е сладко зајче. Кога ме касна, ме прекори што сум го исплашил, а кога си одев, му пееше приспивна песна. Некој тропна на темниот прозорец. Хедвиг, рече Хари и побрза да го пушти. Го имаше одговорот од Чарли. Тројцата ги издружија главите за да ја прочитаат пораката. Драг Рон, како си? Фала за писмото. Ке ми биде мило да го земам норвешкиот рогопаш, но нема да е лесно да го внесам овде сам. Мислам дека ќе е најдобро да го пратите по едни мои другари што ќе ве посетат наредната недела. Проблемот е што не смеат да бидат видени како носат недозволен змеј. Можете да го однесете рогопашот на највисоката кула на помник во сабота. Може таму да се најдат со вас и да го земат додека е уште темно. Прати ми одговор најбрзо што можеш. Поздрав, Чар. Се погледнаа меѓу себе. Ја имаме наметката за невидливост, рече Хари. Не би требало да е многу тешко. Мислам дека наметката е доволно голема за да не покрие нас двајцата и Норбет. Тоа што другите двајца се согласија со него беше знак колку беше лоша последната недела. Што би било да се ослободат од Норбет и Малфој? Имаше застој. До следното утро каснатата рака на Рон му отече и стана 2 пати поголема. Не знаеше дали е безбедно да оди кај мадам Помфри, дали ќе препознаеше каснување од змеј, а сепак до попладнето немаше избор.
Загризот доби гадна зелена нијаса, се чинеше дека Норберт имаше отровни заби. На крајот на денот, Хари и Хермиона отрчаа до болницата и го затекнаа во ужасна состојба. Не е само раката, шепна тој. Иако имам чувство дека ќе ми отпадне. Малфој и рекол на мадам Помфри дека сакал да ја позајми една од моите книги, само за да може да дојде и убаво да ми се изнасмее. Постојано се закануваше дека ќе ја каже што навистина ме каснало и реков дека е куче, но мислам дека ми верува. Не требаше да го утрем на преварот во Квидич, затоа го направи ова. Хари и Хермиона се обидоа да го смират Рон. Се ќе заврши на полноќ во сабота, рече Хермиона, но ова воопшто не го смири Рон. Напротив, се исправи како пушка и го облеа пот. Полноќ во сабота, рече со зарипнат глас. Оф не, само што се сетив. Писмото на Чарли беше во книгата што ја зеде Малфој. Знае дека ќе се ослободиме од Норбет. Хари и Хермиона не добие шанса да одговорат. Мадам Помфри дојде во тој момент што им нареди да си одат, велејќи им дека на Рон му треба сон. Сега е предоцна да се менува планот, и рече Хари на Хермиона. Немаме време да му пратиме друг пуф на Чарли и ова може да ни е единствената шанса да се ослободиме од Норбет. Ќе мора да ризикуваме. И ја имаме наметката за невидливост. Малфој не знае за тоа. Ја најдоа данската дога Песјак, како седи надвор во завиена опашка кога отидоа да му кажат на Хагрид, кој отворил прозорец за да зборува со нив. Не ве пуштам, воздивна тој. Норбет е на лоша возраст, ама ќе се снајдам без гајле. Кога му кажаа за писмото на Чарли, очите му се наполнија со солзи, иако тоа можеби беше така бидејќи Норбет само што го касна за ногата. Добро е, ме касна само за чизмата, си игра, бебуле, што да му правиш? Бебето удри со опашката под зидот и прозорците се затресоа. Хари и Хермиона се вратија назад во замокот со чувство дека саботата нема да дојде доволно брзо. Ќе се сожалеа на Хагрид кога ќе дојде време да се збогува со Норбет, да не беа толку загрижени за она што мораа да го направат. Беше многу темна, облачна ноќ. Малку подоцна пристигнаа во куќичката на Хагрид, што мораа да почекаат да им се тргне пивсот патот во влезната сала, каде што играше тенис против зидот. Хагрид го спакува Норбет во една голема гајба. Има еден куп стаорци и малку бренди за попат, рече Хагрид со придушен глас. И мечето му го спакував да не е сам. Од гајбата се слушна кинеги, што на Хари му звучеше како мечето да остана без глава. Чао, Норбет! Литаше Хагрид, додека Хари и Хермиона ја покриваа гајбата со наметката за невидливост и самите влегуваа под неа. Мамичка не те заборава. Како успеа да ја качат гајбата горе во замокот, немаа поим. Се ближеше полноќ, додека го влечеа Норбет нагоре од мермерните скали во влезната сала и низ темните ходници, нагоре по други скали, па по други, дури едно скратување на Хари не им ја одлесни работата. Речи си стигнавме, брепташе Хари кога стигнаа во ходникот на највисоката кула. Тогаш, од едно ненадено движење пред нив, за малку не им падна гајбата. Заборавајќи дека веќе беа невидливи, потонаа во сенките и изјаваа во темните силуети на двајцата луѓе што се бореа меѓу себе на 5 метри од нив. Блесна една лампа. Професорката Мегоналд во кариран пењуар и мрежа на косата го држеше Малфој за уво. Останувањето по часови се казнува, се развика таа. И минус 20 поени од Слитерин. Да скиташ наоколу среда ноќ. Како се осмелуваш? Не разбирате, професорке. Хари Потер доаѓа, има змеи. Невидени глупости. Како се обидуваш да кажуваш такви лаги? Ајде, ќе се разбереме со професорот Снейп за тебе, Малфој. Стрмните скали до врвот на кулата им изгледаа како најлесното нешто на светот потоа. Дури кога излегоа од студениот ноќен воздух ја отфрлија наметката, радосни што повторно можеа да дишат убаво. Хермиона изведе еден танц. Малфој доби казна, ми се пее. Немој, ја советуваше Хари. Кикотејќи се за Малфој тие чекаа, а Норбет удираше по гајбата. Десетина минути подоцна 4 метли излетаа од мракот. Другарите на Чарли беа весела дружина и ми ја покажаа запрегата на Хари и Хермиона што ја составија за да можат да го закачат Норбет меѓу нив. Сите помогнаа безбедно да се закачи Норбет и тогаш Хари и Хермиона се ракуваа со другите и им се заблагодарија многу. Конечно, Норбет си одеше, си отиде. Се шмугнаа назад по спиралните скали, со срцата лесни како рацете, сега кога Норбет не беше веќе со нив. Веќе немаше змеи. Малфој е казнет. Што можеше да ми ја расипе среќата? Одговорот на тоа ги чекаше на дното од скалите. На влегување во ходникот, лицето на Филч одеднаш излезе од темницата. Види, шепотеше. Во неволја сме.
Ја заборавија наметката за невидливост на врвот од кулата.